Започнуваме и оваа епизода на подкастот на Кариера МК на Каде одиме. На мој големо задоволство денеска ќе имам можност да поразговарам со Ана Салтирова Давидовски, магистар по менаџмент на човечки ресурси, искусен HR професионалец, NLP тренер и коуч и исто така автор. Ана, добре дојде. Благодарам на поканата, подобро ве најдов. Ана, еве може веднаш да го започнеме разговорот со твојот професионален пат, што те доведе до позиција на обучувач. Интересно. Интересно ми беше патот, јас не мислев дека никогаш во животот ќе држам обуки, така да интересно се поклопија куцките. Работам многу од млада, преку волонтерски проекти бив во телекомска индустрија, ги учев процесите и така натака, па се запишав како социјален работник. Следен чекор некако ми се вида човечки ресурси, што во тој период беше како нова гранка, а како некој што сакаше да работи со луѓе, влегов во таа приказна, да речам. Од постдипломските студии, со еден од професорите со кои што ми беа, почнав да соработувам со него како негов асистент. И влегов во сегментот на обуки многу интересно. Како негов асистент имав прилика да шетам со него, да ја следам неговата работа и постојано ме прашуваше дали си подготвена, почнуваш ли. И јас некако уште малце ми треба да на една обука на која што бевме заедно. Само се сврта кон мене и кон учесниците и рече ќе продолжи колешката Ана, се сврти и за мене. Така да интересна е таа анекдота. Стои со мене. Тоа е уствари развојот, што е интересната работа, што нешто што јас не мислев дека го имам во мене, некој го имаше видено и го негуваше, а сега го негувам јас. Така да од тогаш, тоа е далечната 2005-та, веќе имам и полнолетство во контекстот на обуки, постојано растам, првично ги барав одговорите за себе, а сега покрај тоа што барам одговори за себе, ги споделувам и со други луѓе, затоа што знаењето е единственото нешто ствари што не се губи кога го даваме. И многу е драгоцено кога не го држиме само за себе, туку и го споделуваме со други, а и ова што го спомна дека менторот препознал такви квалитети кај тебе, и тоа е исклучително важно да некој не препознае, да умее вистински да не процени, некогаш може би искритикува, но сепак и да не насочи. Па кога всушност одлучи дека ова е вистинскиот пат за тебе? Дали беше тој момент пресуден? Или да, друг тој беше моментот присуден. Јас во секој случај сакав да бидам во контекст на развој и во делот на човечки ресурси, но никако не се замислував себе си како некој кој што директно ќе стои, зашто да си во професијата човечки ресурси не подразбира да држиш и обуки. Не го гледав тоа така. Така да тоа беше моментот кога резонираше со мене, не сум се гледала никогаш себе си до тогаш како човек кој што би можел тоа да го прави, а денеска можам да кажам онака дека навистина уживам во тоа, да во последниве што знам 2,5 години веќе ми е и со комплетен фокус за разлика од пред тоа, што спомнав, од 2005 се занимавам part-time го терав тоа, а сега веќе и full-time. Ана, кои вештини од твоето претходно работно искуство ти помогна да бидеш она што си сега и обучуваш квалитетен како што си сега? Благодарам за тоа квалитетен обучувач. Па како да кажам, сите. Заради тоа што растењето и можноста да расте човек на системот, ви спомнав, јас работам од прилично млада, значи како што завршив средно така се вработив, а пред тоа бев прилично активна на проекти и можноста да растеш во процесот низ скалилата ти ги дава искуството што денеска јас ги споделувам, да речеме, на обуките, така да обуката за разлика од школата има онаа компонента каде што ти споделуваш и практични примери за да луѓето може да се конектираат. Не би требало да биде сува теорија, а самото растање низ системот ми ја возможи баш точно тоа искуство за да можам теоријата да ја адаптирам на практичната примена во компанијата, зашто знаењето е потребно да биде практично. Ако не е практично, така. Еве некако се навраќаме кон твоите почетоци и кон денес. Колку се промени од почетоците? Сигурно да, меѓутоа рече дека многу млада си започнала токму со оваа професија, па колку всушност стане промената од тогаш?
Па јас мислам дека не планирам ни да престанам да се менувам и тоа е нешто што мислам дека е клучно оној момент. Многу сум промената, многу различни работи размислувам, поинаку делувам, заштото што како што учиш, така се менуваш и го правиш проширување. Ствари мозокот е единствена работа што не може да се врати назад кога ќе се прошири. Во една прилика една пријателка ми рече, вика, ама ти вака не зборуваш, викам, ја не сум ни посадено дрво, нити кинески ѕид. Значи, оној момент кога ќе го проширам своето знаење за работите и така како го менувам и својот пристап. Така да таа што некогаш држала обуки не сум јас. Нормално. Јас денеска знам со повеќе знаење да го внесам, а веројатно нема да бидам ни таа што некогаш ќе држи обуки заради тоа што континуирано работам покрај тоа што споделувам знаење, сум и многу активен учач, што само во тој контекст и верувам дека човек може да биде извор на знаење, зашто се премногу брзо се менува. Уствари, промената ни носи проблеми, а проблемите бараат решение. И уствари целта на науката, на развојот е точно тоа, барање решенија на проблемите кои што се настанати. А во моментот имаме забрзување во контекстот на промените, што значи имаме поинтензивни проблеми и затоа е многу важен и начинот како гледаме на истите. Јас затоа уствари ја покренав кампањата Личен избор, која што има ги викам или две крила или две опции. Едното крило е како гледаме на работата, така да ставот е да гледаме од позиција на благодарност, дали за искуството, дали за убавото искуство, дали за лекцијата од на другото искуство, од една страна, и со другото крило е размислување во духот како може, зашто сите сакаме да бидеме успешни во кој гол, било кој контекст. Прашањето е пред да бираме стратегијата за успех да не ги заборавиме тие два чекора, состојбата од која ја бирам стратегијата и како размислувам, како делувам. Значи, дали сум благодарен, дали гледам што е добро во ситуацијата и дали размислувам како може или викам зошто не, зошто пак мене, па не треба вака. Многу е важно на што го ставаме фокусот. И од таа гледна точка ценам дека тоа се клучни вештини што ни се потребни во развојот. И тоа се оние меките вештини. Да, што се навистина потребни и кога станува збор работата и кога станува збор приватниот живот, ми се чини од секој аспект. Па да, например, јас како HR би сакала кога ќе дојдат новите вработени да викаат: колку возбудливо имаме проблем, како да го решиме?" Наместо да го пикнат чудовиштето под маса, па да го ранат, и кога ќе искочи да биде голем и да не знаеме што да му правиме. Така да проблеми ќе има, затоа што, кој што кажавме, промената ги прави истите и многу е важно само како ќе ги адресираме, како ќе им пристапиме, а тоа е мајндсет. И тој мајндсет треба да се инсталира и во самата организација. Затоа е многу важно, не е само кога правиме муабет за развој на поединците, компанијата мора да го прими тоа знаење. Тоа индивидуално знаење треба да се трансформира во организацијско знаење. Да. Ана, денес си обучувач и инспирираш многумина. Како ја гледаш својата улога во развојот на професионалци, лидери и кои принципи се најважни во твојата работа? Како ја гледам во основа, значи мојата работа е, како што спомена, да инспирирам. И ние сите меѓу себе се инспирираме. Тоа е дословно двонасочна улица. Многу е важно луѓето и да сакаат да го примат знаењето од вас. Зошто? Заради тоа што ако не си примерот кој што би сакале да го видат, нормално нема да го земат ни знаењето од вас. Исто како што не би се напили од секоја чешма вода, така и луѓето не го примаат знаењето од секого. Она што ми е интересно е дека луѓето сакаат да учат, не е дека не сакаат, што имаме некој мит дека луѓето не сакаат, само луѓето се практични. Сакаат да учат работи кои што ќе ги доближат до она до која сакаат да движат. Сакаат да учат работи кои што ќе им ги решат предизвиците со кои што се снаоѓаат. Па од таа гледна точка, луѓето кои што ги препознаваат тие работи како се подготвени да направат нешто. Затоа што тоа е дословно како миење заби, значи личниот развој е како ментална хигиена, не е нешто на кое што може да стигнеме, патување. Значи не можам да речам сега јас сум доволно развиена толку од мене, јас сум најдобрата верзија, зашто што може сум најдобрата верзија сега, но нема да бидам најдобрата верзија утре, зашто она што ме донело до тука нема да ме однесе таму. Ако сакам од тука да се преместам таму, јас морам да направам нешто за да го попунам тој гап. Сега многу интересно кога имаме игрица во рака и кога играме игрицата, за да преминеме на следно ниво, ние знаеме дека треба нешто ново и нешто друго и дека треба некаква нова вештина. А во реалниот живот сакаме правејќи исти работи добиеме други резултати.
Не може така. И дали сме ние подготвени, еве спомнавме промени, меѓутоа има постојат и многу луѓе кои не се одлучуваат толку лесно да направат промена и да излезат од комфорт зоната. Па некако промените сакале некеле ни се наметнуваат. Па и тоа не е во ред, нели? Тоа се избори. Значи, животот се случува, прашањето е ние каков избор ќе направиме. Прв пат во историјата на човештвото се наоѓаме во време каде што примарните насоки што ги имаме од мозокот треба да ги користиме обратно. Мозокот бега од се што е опасност, движи кон се што е убаво и многу сака да штеди енергија. Тоа е оперативниот систем кој што го шетаме. За прв пат во историјата живееме во време каде што треба да правиме обратно. Зошто? Тоа што опасноста, ако бегаме од опасност, тоа значи дека бегаме од проблемот кој што ќе наразвие. Порано опасност имала заби или бил некој од соседното племе со па било паметно да се бега. Денеска на опасноста треба да ја погледнеме во очи, зашто тука е потенцијалот за раз. Кога правиме муабет за мозокот се движи кон задоволствата. Денеска имаме толку многу задоволства, во толку големи изобилства, да ако им пристапиме на сите задоволства кои што може да ги јадеме, пиеме, шмркаме, облекуваме, соблекуваме и така натака, веројатно ќе отидеме во скроз погрешна насока. Напротив, ние треба да се научиме да се дисциплинираме од задоволството, да не влеземе во комотната зона. И последниот сегмент што спомнав е за штедата на енергија. Ако сега штедиме енергија, тоа е како да влеземе во глувчињата што влегуваат од тркалцата и трчаме постојано познатата рута. Денеска треба паметно да насочиме енергијата и да видиме што треба да ја преиспитаме, што не носи или не носи, тоест да не бидеме штедливи со енергијата, него да инвестираме. Така да првпат живееме во време кое што е многу подобро за човештвото, само треба поинаку да го сетираме нашиот оперативен систем, а тоа многу ми помогна, например, NLP и коучинг пристапот, заради тоа што ти го стимулираат размислувањето во една поинаква насока. Често луѓе кога прашаат што е NLP, зашто има комплексен назив, невролингвистичко програмирање, екам нова лична приказна, која што може да се изгради поинаку ставајќи поинакви инпути во нас. И тоа се прави ни систем на прашање, ни систем на одредени техники кои што се лесно учливи, а дават стварно навистина добри резултати. Ана, кога станува збор компаниите, дали тие бараат повеќе извори, значи новитети за надоградување на нивниот кадар или уште се некако заглавени во некои стари практики? Тоа е супер прашање, зашто има и такви и такви. Има и такви кои што викаат, а што бараат другите? Она што е важно како компанија кога бараме разбој за вработени, да видиме кои ни се нашите потреби, зашто буката ни се случува заради ништо друго него за да се постигнат бизнис целите во организацијата, нели? Самата организација има своја визија, има нека убава слика што е она што треба сака да го постигне. Тоа може да го постигне со одредени процедури, одредени средства и луѓе кои што имаат одредена компетенција. Компетенцијата уствари е таргет на обуката. Така, ние треба да видиме каде сакаме да движиме, што луѓето наши знаат, а што е она знаење кое што треба вработените да го стекнат дополнително како би можеле да дадат одговор на потребите на самата организација. И затоа од таа гледна точка многу е важно да го имаме тој модел, а не да гледаме што е она што се бара, што е она што другите го прават, или да одиме на оние рендом обуки кои што знам презентацијски вештини, тајм менеджмент, не знам, можеби вашите вработени знаат за тоа. Можеби во сопствено време си имаат стекнато со тие вештини. Може тоа не е нивни проблем. Предизвик за кој што им треба да речеме поддршка и решение. И исто нешто што ми е многу забавно, а тоа е кога да речеме правиме такви диагностички разговори за тоа која е потребата на организацијата, да се направи јасна разлика помеѓу дали вработените знаат, дали можат или сакаат. Зашто многу често има луѓе кои што не сакаат нешто да направат, па луѓе ги праќаат на обука, а не они дека не знаат. Они знаат, само не сакаат да направат. Така да тука имаме проблем со мотивација и посветеност, немаме проблем со незнаење. Или има луѓе кои што едноставно и знаат и сакаат, ама не можат. Ги немаат средствата, го немаат буџетот, ги немаат алатките за да може да ја завршат работата. И кога ќе го утнеме тој сегмент, тоест кога ќе пратиме луѓе што не можат или не сакаат на обука, тогаш обуката е навистина трошок. Да, и безпотребна е. Секогаш треба да постои желба за учење нешто ново. А сега никој што знае кога го пратиш ти на обука ми викаш еве зашто не знаеш ке те пратиме на обука да знаеш, имаме тука и други додадени бенефити као фрустрација, негодување и така натака. Како се прифатени NLP и коучингот кај нас?
Па во основа станува збор за жал релативно, ајде да кажеме нова, иако не е нова, значи веќе има критична маса и на тренинг провайдери кои што испорачуваат такви обуки и веќе на доволно луѓе кои што ги имаат поминато, иако е се уште не е станато мејнстрим. Јас се радувам НЛП-то еден ден да стане мејнстрим, зашто има многу убав сегмент. Не секогаш можеби, зашто јас во моите обуки не можам да го извадам НЛП-то, за мене НЛП-то е стил на живот и начин и призма низ кој што ги држам обуките, така да го примаат, супер го примаат, го прифаќаат, убаво е извадено, блиско е, што НЛП-то не е измислено. НЛП-то е препознаено како практики на успешните луѓе, што значи многу од луѓето дел од работите од НЛП методологијата ја имаат во својата пракса, само не секогаш се свесни. Ово овозможува да се извади на светлина истото и тоа знаење да можеме да го ставиме во пракса во повеќе сегменти од нашиот живот. Од таа гледна точка, например, НЛП е методологија во која што е апликативна во повеќе контексти. Јас како некој што работи долги години во HR, ги гледам маките што се во HR, долги години работам исто едукација со возрастни, пред некоја година направив 18, полнолетство. Нека ви се множат, честитки. Благодарам. Она што го и во меѓувреме станав и мајка, и она што го гледаме дека работите што ги учат големите кои што јас ги учев како голема, не само дека јас подучувам некого што јас не ги знаев тие работи како голема, се работи кои што јас можам да ги научам моите деца. Така да сега знаењето го ставам и во служба од другата страна, тоест подготовка на родителите како да се ги подготват сопствените деца за вештините кои што се клучни во работа. Тоест да продолжат да се забавуваат и да се играат како што тоа го прават денес, како што јас сакам да ми е забавно на работа. И тоа е само од друга причина за разлика од децата. Заради тоа што на момент кога мене ми е забавно, јас сум инспирирана да направам нешто, но во мене ме бутка тоа да го тирам. Поинакви делови од мојот мозок функционираат и ова е класична неуронаука. Баш со Зорица додека го чекавме снимањето, го направивме моабетот колку ствари луѓето во кариера влегле во модус на развивање на хороскоп со кариера и колку тоа ги бутка, зашто што станува збор за нешто што им е интересно. Така да луѓето кои се забавуваат во процесот даваат и поинтересни идеи и побрзо поминува времето и се целосно тука и сега. Го спомнавте менторството за деца, па како менторството за деца и НЛП-то може да придонесат за создавање на идни генерации кои ќе бидат одговорни, свесни професионалци и колеги? Мислам дека на крај на денот тоа не е обврска да подготвиме и новата генерација. Јас долги години соработувам и со факултети, и со сега како станав мајка, кој што спомнав, почнав да работам и со основните училишта, така да шетам како гостин предавач по училиштата во контекст на развивање на благодарниот став, зашто тука е книгата Благодарам, тука е другата книга Игра има, која што е слободна, има карти кои што се слободни, има многу материјали кои што се слободни. Топла препорака да го погледнете мојот веб страна anasaltirova.mk, таму има и 6 книги како да станеме и останеме среќни родители, каде што споделувам дел од методологијата на НЛП ставена во контекст на родителство. Али некој што не е родител може да само го смени контекстот и тоа е апликативно во било кој друг контекст, како модла, на што год да ја ставиме, кој земе на пластелин, ќе работиме со пластелин, кој ставиме на 300 ќе биде колача. Значи, дословно го се менува контекстот, а модлата го дава резултатот. Ценам дека ни обврска да видиме што е оно што работи во нашето време, и да им го дадеме помали, на помала возраст, да можат да растат. Зошто? Што јас како голема одучував работи што сум ги научила, со најголема љубов, ми биле пренесени генерацијски, за да направам простор да научам други работи кои што денеска ме поддржуваат. Така да, кога јас симнувам некое знаење кон моите деца, размислувам дали тоа знаење ќе е апликативно во времето во кое што доаѓаат. Заради тоа што времето во кое што јас пораснав беше време на скромност. Остави, ќе препознаат луѓето, нема потреба. Денеска, јас сега да речем учам маркетинг вештини за како да ја промовирам мојата работа да стигне до што е можно повеќе луѓе, зашто ако луѓето не знаат за истото, не можат да добијат вредност. И мене ми требаше време во мојата глава да се го пресложам тоа дека не е продажба, него е професионално давање.
продавање. Интересно. За да си ја продадам вредноста согласно моите вредности. И јас не би сакала да ги научам моите деца на таа вредност. Тоа е само чисто еден пример. Мојавето е да видиме што се вредностите кои што ќе им бидат поддршка. Не мораме да го измислуваме тркалото одново и одново и одново. Може да ги користиме знаењата и затоа ми се свигаат тие работи кои што треба да зборуваме за неуспесите, за проблемите и за да ги пикаме под маса заради тоа што сите ги имаме. Да, во било која сфера. И ова е интересно за вредностите во ова брзо темпо и модерно време во кое живееме, тие многу се менуваат. И сега, мислам, некои генерални остануваат, меѓутоа еве конкретно за скромноста. Како што спомнавте, многу порано биле, многу можеби поскромни луѓето и позадоволни со малку, денеска се бара повеќе, се трча по повеќе. И затоа треба човек да си праша. И тука се коучингот и на опето. Каде трчам? По што трчам? Кој вика дека е тоа потребно? Да видите по колку малце работи јас трчам, заради тоа што застанувам и се прашувам кој тоа вика дека треба да трчам. И критички размислувам кога луѓето би застанале и би подзагледале некои работи, што тука има една компонента што се вика конзумеризам. Има некој потреба некој ние да трчаме уште еден нов шампон. За да бидеш среќен. Да. Значи стварно каква врска има среќата и мојата коса. Навистина е така, да, тој конзумеризам и капитализам си го прави очигледно своето, но своите плусеви и минуси. Да. Можеме да и тоа не е лошо, ја не сум против него. Живееме многу убаво време. Значи немам ништо против да имам можност за различен избор. Само ако може да го правам свесно. Затоа уствари е самата кампања личен избор, за свесен избор, за фокусот на мислата, за враќање на доброто расположение повторно во мода, уствари е големата визија во која што се сите овие материјали дел. Тоа е книгата Благодарам, книгата 50 плюс идеи, книгата Како можам на која што работам, играта Благодарам е слободна, може да се цимне. Тука е играта Како може, секој пат кога имаме проблем, наместо да кукаме, може да седнеме и низ систем на прашање да го адресираме проблемот, така да настанаа картите Благодарам, коцката, има се може нешто. Може да покажеме малку, може, ако можете вие да покажете картите, на камерата. Да. А камерата е тука. Значи тоа се картичките, имаме жолти и црни. Црните ги адресираат проблемите, например да не изборам на памет, еве да отворам некоја. Што е првото нешто што треба да направиш кога ќе сватиш дека нешто не функционира? Немој да бидеш како тие што продолжуваат да копаат во дупката. Така да работи кои што треба да ни го шиптат размислувањето. Или например решено е, замисли си. Раскажи како успеа, кои чекори ги превзема. Или како ги славиш малите, а како ги славиш големите победи. Значи, работи кои што треба да ни го шипнат, има доаѓа цело упатство како може да го користиме, може и како тарот карти да си играме, сами со себе, а може и да поканиме и некој друг. Имаме и жолт картон. Не е црвен, жолт е. Така да се уште може нешто да се поправи, значи. Зашто секогаш може да се поправи. Само прашањето е колку порано толку подобро и имаме еден проблемолог кој што изнесува проблем, па после тоа можеме заедно да го решаваме. Зошто? Тоа што на момент кога решаваме проблеми, ние реално размислуваме и го вежбаме начинот на размислување. Зашто тоа не го правиме. Ние за децата голем дел од работата со родители што ја гледам е сакаат да им ги решат сите проблеми на сопствените деца. Кога јас ќе им ги решам сите проблеми на моите деца нема да имаат ниту еден проблем, освен мене. Заради тоа што јас нема да бидам вечна. Ако јас им ги решавам проблемите, додека сум тука, кога ќе ме снема мене, што правиме? Истото е во организацијата. Така да менторите, нели, не треба да им ги решаваат проблемите на новите вработени, треба да ги поттикнат да се вклучат во сами да ги решаваат. За да додека е менторот тука, додека е родителот тука, човекот, детето прави грешка, паѓа, па менторот, родителот ќе го подигне, ќе го утеши, ќе му укаже на грешката и ќе може да расте во развивање на вештините. За оној момент кога ќе се осамостои во процес на организација или родителот веќе нема да биде во сликата, детето да може да патува низ животот и да решава проблеми. Зашто, ако земеме хипотетички на скала од 1 до 10, дека имаме проблем 7, што мислиш, колку голем е тој проблем? Па веќе е поголем проблем. Па зависи. Како се гледа? Ако јас сум на скалата, на истата скала, на 2 развој, тоа е голем проблем за мене. Но ако сум ја на скалата 9, тоа е ситуација која што јас можам да ја решам. И е ситуација со која што ја можам да се носам. Затоа е многу важно ние да растеме и да ги стимулираме
Дали се тоа децата, дали се вработените, тоа што семејството на крај на денот е најмалата клетка на општеството. И не е ништо поразлично од тоа да семејството е место каде што треба да се научиме како треба да се однесуваме кога искочиме надвор. Да ги поттикнеме да го прават тоа најдобро, тоест да ги развиваме за да можат да се решаваат, да ги решаваат проблемите кога искочат надвор. И сега начинот на воспитување во денешно време е доста можеби сменет во однос на некои претходни генерации, како што спомнавте, родителите многу се некако заштитнички поставени спрема децата. Но сепак е убав пример дека треба да ги пуштиме и сами да се осамостават. Тука е црно-бела, нема, прилично комплексно. Ние сме моментално генерација на родители да не им завидуваш. Претходната генерација нема многу проблеми. Ние сме меѓу, не сакам да звучи грубо ова кажано, меѓу пописмената генерација родители, зашто не мислам дека другите биле неписмени, него немало потреба, нити имало толку многу знаење, нити имало толку многу книги, толку многу курсеви така натака. Тоа е повторно резултат на оној промената прави проблем, а проблемот бара решение. Моментално имаме проблем кој што се вика, не сме свесни кај све не се информираат децата и какви се информации доаѓаат до нив од глобализацијата и тоа ги носи тие работи, така да правиме најдобро што знаеме и стварно верувам дека најдобар родител е родител кој што секој родител е најдобар родител за своето дете, зашто најдобро си го знае, она кое што може да му го поклони дополнително е да расте самиот, да се стекнува со повеќе знаење и вештини, за да има уште еден одговор плюс оној момент кога ќе имаме предизвик. Далеко од тоа дека мене ми е совршено лесно во моето родителување, не, но имам вештини со кои што можам поинаку да ги адресирам тие работи. Така. Да се навратиме на компаниите, како што спомнавме, вие сте обучувач, NLP коуч. Кои обуки за вработени се најбарани моментално во Македонија? Во основа секогаш комуникацијата никако да излезе од мода, тоа е една работа која што на пример одлично се таргетира од поглед на NLP од коучинг. Јас сега не можам да кажам што е најбарано заради тоа што јас држам еден сегмент на обуки и луѓето мене генерално ми се јавуваат за таквите обуки, тоа што не си зимам за право да држам обуки за кои што немам доволно знаење или ајде да кажам не ми се страсти, не се забавувам додека ги испорачувам. Но она што ме радува е тоа дека се повеќе и повеќе компаниите гледаат онаа нишка да им дадат поддршка на вработените во развивање на ние soft skills, не само за hard skills, да знае што треба да направи, него и да знае како, оној мекиот елемент за да биде полесна работата во тој процес, така да има. Многу се радувам што играта како може убаво препознаена. Со нејза лани бив, имав и говор на HR Disrupt 2.0 Скопје, и супер, беше меѓу најгледаните говори, зашто сум баш онака супер срекна. Во основа целта е кога имаме проблем, само да видиме како ќе го адресираме, што е самата игра, првото ниво, инаку затоа што игра, нели, има и повеќе ниво. Првото ниво е едниот дел како ќе водиме и ништо што често се подзаборава, а тоа е дека пред да менаџирам нешто надвор, треба да се менаџирам себе си. Така да тоа се вештините кои што се повеќе компании ги препознаваат и им ги даваат како поддршка на своите вработени, затоа што луѓе веќе нема. Значи и веќе компаниите почнуваат поинтензивно да вложуваат во сопствените вработени, да. А што го прави еден вработен да биде продуктивен? Што го наведува да биде продуктивен? Тоа е супер исто. Значи, јас направив една кованица, си ја викам В на квадрат, С на квадрат, а тоа е видени, вреднувани, слушнати и сигурни. И кога ќе направиш таа компилација, што е многу едноставна, али не е лесна, но дава долгорочни резултати и стварно вреди за трудот. Значи, луѓето кога се чувствуваат дека се видени, кога се чувствуваат дека се вреднувани, кога се чувствуваат дека се сигурни, можат да го дадат она што е потребно, значи има доволна, ајде да кажеме, психолошка сигурност во тимот и они не се сомневаат дека имате репутација и на цена ако отворат или адресираат некаква прашања, и се чувствуваат слушнати кога адресираат, они сакаат да го дадат максимумот, тоест се посветени, тоа што годишно се прави истражување на Галуп на ниво на свет и по региони, така да Македонија спаѓа во Европа, Европа има 13% посветени вработени. Па сега видите како е состојбата, така да во САД е малце подобри бројките или американците имаат направена математика каде што викаат
Во 24-та непосветеноста на вработените ја коштала америчката економија 9% од бруто домашен производ. А сега брза математика да направиме колку тоа ги чини. И сега ќе речеме таму некаде е добро, не никаде не е добро. Секаде во светот има простор за и такако унапредување на компаниската култура, унапредување на човечките услови, унапредување на можноста поединецот да го даде она што е потребно за да може и он да се чувствува жив во истиот процес, зашто само тогаш го даваме максимум од себе, кога се чувствуваме В на квадрат С на квадрат. Да. Како компаниите можат преку неформална надоградба да создадат култура на креативност и да ги поттигнат вработените да учат и да поттигнат едно долгорочно учење кај нив? И тоа е исто еден многу важен процес, зашто се е супер, да речеме може да се собере, сум видела компании каде што имаш прекрасни индивидуалци кои што знаат, следат и така натака, али тоа знаење не е трансформирано во организацијско. Така да е многу важно компанијата не само да има желба, супер е желбата, за почеток е клучна, но мора да направи процес за да индивидуалното знаење се трансформира и влезе во организацијската ДНК, да луѓето знаат што знаат, да тоа знаење работи за организацијата. Во спротивност дури инвестирањето, што сум видела луѓе што инвестираат во своите вработени, а после тоа знаење не се бара да го стават во служба во компанијата. Ја го викам свето тројство, може да го замислиме како триаголник, каде што на врвот е менаџерот кој што треба да лоцира која што е потребата за обука. Потреба да се најде некој како мене обучувач кој што ќе направат разговори, ќе дефинираат темата на обуката, да биде најсоодветна, да може да се плетира. После тоа обучувачот треба да го принесе тоа знаење на вработените преку обука, нели? А вработените треба да бидат заинтересирани, да прашуваат, да бидат вклучени, тоест да бидат мотивирани, да не бидат оние кои што не сакаат или не можат, него оние што стварно не знаат и имаат потреба од поддршка. И откога ќе заврши тој процес, вработените се враќаат во организацијата и менаџерот треба да биде како поминавте, што научивте, како тоа знаење ќе го ставите во служба и да има процедури кои што ќе овозможат знаењето од индивидуалците да влезе во организацијскиот процес. Да, сето тоа е некако поврзано, нели? Апсолутно, иако не има дел од компаниите го имаат оставено тоа така во ветер. Се случува да ми имаат кажано луѓе да поминат обука и ќе дојдат на работа и вика ни рече да не правиме ништо, да сетираме како што сме сетирале, тоа што сме учеле таму, сега тука имаме работа. И тоа за жал не само што не е во ред, него е тажно. Значи, никој не е среќен во тој процес, никој не добива. И ствари така настана и планерот, планер затоа што тоа е резултат на моето 18 плюс годишно фрустрирачко искуство, каде што имам прилика да работам со луѓе кои што сте стварно прекрасни, не можам да се пожалам со луѓе што има работа, сакаат да учат и стварно има прекрасни соработки, но ќе се вратат на работа и знаењето ништо не се случува. Тоест, нема резултати. Зошто нема резултати? Зашто не е доволно да знам. Треба тоа знаење да го ставам во служба. Така да планерот е поддршка на HR секторите. Дури не треба планерот, методологијата, сега ќе ја споделам што стои во планерот, тоа е да видат дали тие работи што ги знаат луѓето, што ги учат таму луѓето, се во контекст на нивните вредности, за да можат да ги стават и да ги конектираат, што само така луѓето ќе сакаат да направат додадена вредност, едниот дел. И како што планер има 12 месеци, првиот месец е челендж каде што поминатата обука луѓето по 10-15 минути на ден ќе размислуваат што од ова сакам да ставам во служба во мојот живот. И ќе се скалираат себе си, да речеме ќе извадат 10 работи. Тие 10 работи ќе се скалираат себе си на скалата од 1 до 10, каде сакаат да бидат во наредниот месец. И после на по една работа секој месец. И сега тука има методолошки како е структурирано, како се прави планот и така натака, има рефлексија. Последниот месец, значи 12-тиот месец, во основа е рефлексија на се до тога што направиле. Повторно, не треба да земе повеќе од 10-15 минути дневно, зашто никој нема сега од обука се врати па 2 сата секој ден да работи на истото. И автоматски доаѓа како инсталирање на апликација за себе подобрување, зашто тука ти изтекнуваат, се вадат кои се наредните 10 работи на кои што би можел да работиш во наредниот циклус. Кога ќе ги сработиш тие, кои се наредните 10 работи, и уствари тоа е патување кое што нема крај, кое што ја фаќа спиралата наголе, зашто во спротивно може да фатиме и спиралата надоле, јас тоа го викам toilet vortex. Ја спомнавме претходно твојата кампања Личен избор, но
колку си ти задоволна како помина кај луѓето, кај вработените и каков одзив имаше таа кампања? И ете некако поконкретно да навлеземе во неа. Кампањата не помина, него јас трае? не знам, да. Тоа е најинтересното што јас методолошки нисам разбрала што значи кампања. Јас ништо тоа што сакам да трае. И е место кое што обединува и организациите влегуваат тука, влегуваат и децата, така да работиме НЛП за деца и влегуваат родителите преку клубот за родители и го гледам повторно како некакво тројство во кое што колку што е возможно повеќе луѓе се вклучуваат. Со големите, тоест организациите, држам обуки кои што се во пренесување на меките вештини, кои што ни достигаат за да може да живееме посреќен, поисполнет живот или кога се најдеме на скалата од 1 до 10 и кога имаме седмица да биде тоа ситуација, а не да биде проблем со кој што не можеме да се носиме. Го работиме НЛП со деца како би можеле што е возможно повеќе дечиња да фатиме од помали години за да растат и да се забавуваат без да прават одучување на некои нефункционални навики и вештини. И затоа што ние не можеме да допреме до сите дечиња, да ги пипнеме родителите, да им дадеме поддршка на родителите, за да и тоа е клуб, тоа не е обука например, тоа е клуб во кој што има месечно членство, во кое што родителите може да членуваат. Интересен е концептот, методолошки апликативен и во компанија. Од таму ствари е превземена методологијата, а тоа е како знаењето да се симна. Значи секој прв понеделник добиваат помало знаење, техника, начин на размислување во контекст на родителството, како да го ставиме за да ги подготвиме децата за светот на големите. 1 час е средбата, ако може да дојдат супер, ако не може да дојдат и тоа е супер, има снимка која што е или и аудио и видео, така да можам да пеглам со мајките, можам да чистам, јас само пеглам и чистам без подкаст, тоа не го правам, зашто го гледам како изгубено време. Секој вторник се споделува мал чекор, што е она што сме го ставиле во служба, тоа е поттикнување на луѓето да ги стават работите да заживеат. Секоја трета среда се споделува мал успех или мал чекор, затоа што јас сум првата што требаше да научи како да си оддава признание на добро завршените работи, затоа што кога ќе го штиклидав тоа што е направено, одма го вртев погледот на што е следно и никако не имав енергијата на завршена работа, а вака јас треба да го научам, уште не сум таму каде што сакам, а секој четврток е споделување мал предизвик во кој што другите родители може да го адресираме заедно, родителска мудрост, јас го будам низ тимски коучинг, со што таа средба не се снима, за да може да поставаме храбри прашања, да даваме смели одговори и ова исто апликативно во организацијата. Дајте малку знаење, прашајте го да ги стават во служба, видете кои успеси или ги имаат постигнато, видете кои предизвици ги имаат, дај да видиме заедно како тој предизвик можеме да го адресираме. Не го бараме идеалното решение, дај да го видиме апликативното решение. Што е оно што може да не помести од 1 на 2, од 2 на 3, од 3 на 4 и тогаш нема да имаме потреба од радикални чекори, тогаш нема да ни биде излегување од комотната зона. Него ќе идеме малце по малце. Најважно е нели да не сме пасивни, туку постепено да чекориме напред, помали промени, мали чекорчиња, а и ова што го спомнавте вие дека ете завршената работа ја штиклираме и веднаш одиме кон нешто ново, сепак нели треба и малите успеси да си ги славиме малку по малку. Значи тоа е нешто што јас например го имав забележено кај мене како човек кој што е одличен во неправење исто и како човек кој што апсолутно не може да ја понесе тоа што енергијата на завршена работа и успехот од нејза, кога ќе го инсталираме во нас и кога ќе го интегрираме во нас, ни дава неверојатен огин за да можеме да движиме понатаму. И тоа е да речеме еден феноменален така настан еден работен лист кој што е дел од библиотеката на клуб на родители, но неретко го споделувам и како дел од работен материјал со обуки кога поминувам, а тоа е направите си попис на 100 работи што добро сте ги завршила или 100 работи што некогаш биле тешки, а денеска со леснотија ги правиме. И оној момент кога ќе дое тешко, многу. И оној момент кога ќе дое тешко, земи си го пописот и почни да читаш. Заштото што на тој начин го шифнуваш мозокот. Кажавме, мозокот е многу економичен. 2% од наша килажа, 20% од енергија троши и не работи цел. Кога е во одреден мут на расположение, например, се е катастрофа, он ни ги дава искуствата што не повикуваат со се е катастрофа. И затоа ни треба тој лист
за да го смениме шифтот, да видиме како може. Да видиме што се сме постигнале, од што се сме направени, каде можеме да адресираме, зашто менувањето на сопствената состојба влијае на тоа каков импакт ќе дадеме на тоа што го работиме. Ана, од твоето искуство досега, дали според тебе луѓето размислуваат индивидуално или како дел од тимот? Како тоа влијае на целата култура во компанијата? Па мислам дека никој од нас не е чист. Значи, тоа е скалата, едната е, нели ако ги имаме од едната страна индивидуалното, од другата страна е тимското размислување. Ние не сме тигар, ние не сме мечка, ние сме мравки. Ние сме меркаторчиња, значи ние сме луѓе што припаѓаат, ние имаме потреба од истото. Тоа е првиот исконски страв што го имаме, да не бидеме исфрлени од племето, зашто тоа значило смрт. Така да има луѓе што се повеќе индивидуалисти, има луѓе што се повеќе тимски играчи. Мислам дека ни едното ни другото нити е добро, нити е лошо, зависи кој во каква професија е. Не дај Боже некој кој што е индивидуалист да треба да работи со други луѓе. Или не дај Боже некој кој што е тимски играч да има потреба да потврди се, а професијата да му е во тоа. Затоа е многу важно и делот како ја бираме професијата, кариерното растање, како адресираме за да ги развиваме тие вештини. Она што е добро, тоа се меки вештини и се учат. Значи емоционалната интелигенција е нешто на кое што може да работиме цел живот, а тука влегуваат овие работи што ги спомна. Ако другата интелигенција, нели IQ-то ни е колку ни дал Господ, што ни поделила природата, како се фрлиле картите, ова е нешто на кое што имаме и како контрола. Прашањето е зошто избираме да се одречеме од таа одговорност, зашто оној момент кога јас не ја превземам одговорност и кога викам ти си крива за тоа, јас ти ја прифрлам мојата моќ на тебе да ти имаш влијание врз мене. Има многу луѓе кои што криват други за Па така е мене ми требаше долго време да го сватам тоа, начинот на кој што како го разбирам, не знам дали е тоа ќе резонира со сите, не знам дали ќе резонира и со јас во 2050. Сега размислувањето ми е дека оној момент кога луѓето не превземаат, кога ќе превземат одговорност, знаат дека нема кого да укриват. И така знаат дека треба да ги засукаат ракавите, нема кој да биде крив. Ако не е завршена работа, јас сум крива. И тоа си бара да застане човек пред огледало и да биде искрен сам со себе. Кој не стоел пред огледало, не знае колку знае да биде тешка таа работа. Значи, моето прво застанување пред огледало беше негирање на се што видов таму. Как? Не е тоа така. После второто, каже, гледаш, па нешто. И оној момент кога ќе сватиш тоа е што е, дај да видиме што може да направиме од овие работи, тогаш ствари доаѓа процесот на работа и тогаш веќе не ни сакаш да се одречеш од одговорноста. Тогаш сакаш више свесно ти да ги водиш работите, не сакаш веќе друг да ти кажува како те рад. Да, некогаш е полесно, да. Али никогаш не се исплати поиш. Сепак да биде се под наше, да ги водиме ние, нашите проблеми да ги решаваме и така натаму. А како реагираат луѓето кога се соочени со предизвици на работното место? Зависи кај се на скалата. Затоа е важно да растеме, затоа е важно да ги адресираме. НЛП-то ми се допаѓа многу, например, една од аксиомите што имаше. Јас пораснав со една слична, пораснав со една мисла, ја прочитав во една книга и многу остана со мене, вика, искуството е она што го добиваме кога нема да го добиеме она што го сакаме. Многу силно. Многу. Мене ми беше многу силно, ми требаше 3-4 пати да ја прочитам за да влеза во мене, а во НЛП-то после тоа ја најдов, вика, нема неуспех, има само резултат. Значи неуспех во НЛП и за мене во мојот живот, така гледам јас сега на неуспехот, е оној момент кога ќе се откажам. Така да се друго е резултат, кој што може некогаш не е посакуван, али е резултат кој што ми кажува каде не треба да одам ако сакам да го постигнам тоа што го сакам, што е исто релевантна работа. Значи кога поставаме хипотези, така? Да. Непотврдената хипотеза е исто валидна колку и потврдената хипотеза, така да е дефинирање на патот. А следство на тоа, како можеме да изградиме средина каде што полесно и подобро ќе ги решаваме проблемите? За почеток да развиеме свесност дека сите гледаме различно на работите и тоа е она што, например, исто, уште една аксиома од НЛП, а тоа е мапата не е територија. Ние сме бомбардирани преку 400 милиарди бити на информација во секунда според Джо Диспенса. Може да обработиме само 2000.
што е многу мал дел. Сега прашањето е кои две зависи од тоа, кој е вредносен код, кои се моите верувања, ставови, каква е мојата состојба ментално. Значи, влегува во црната кутија огромна база на информација преку моите 5 сетила, и со свесниот ум јас можам да обработам многу мал сегменти. Јас си правам моја внатрешна интерпретација на она што е видено. Така да територија е оние огромната база на информација, а мапата е она како јас го интерпретирам. Исто како било која мапа, имаме мапа на езера, мапа на богатства, мапа на патишта. И NLP уствари дословно е како GPS. Не насочува, имаме цел да стигнеме некаде, нели? Јас имав за цел да стигнем од дома до тука и мапата GPS ми даваше насоки каде, ама знаете кога ќе тргнете по патот некаде решаваат да копаат. И затоа е многу важно да знаеме и да ја читаме мапата и да знаеме да ги читаме и другите мапи кога ќе се случи нешто и која е следната рута што треба да ја фатиме, така да дава една широчина, дава една игривост, дава едно несваќање лично работите, за да можеме да се уклучиме. Зашто на момент кога ќе ги сватиме лично и кога ќе почнеме да сваќаме зашто почнува веќе еден друг оперативен систем да работи кој што не носи во посакуваната нас. Значи overthinking сепак не. Да, само и thinking да не се исклучи, значи да не биде over, евентуално да му направиме overthinking на overthinkingот. Само тој overthinking убаво строчено. Да, би бил згоден. И еве за крај, Ана, може ли да направиме споредба помеѓу компаниските обуки во светот и во Македонија? На каде одиме? Ви нашиот подкаст така се нарекува На каде одиме? Мислам дека се потценуваме многу повеќе. Многу сме, јас следам многу обуки надвор од Македонија, воопшто не сме лоши. Нашите обучувачи се супер. Странските обучувачи, далеко од тоа дека ние сме најдобри, не тој, апсолутно одиме рамо до рамо. Зошто? Тоа што во моментот, затоа што имаме пристап до интернет и знаеме јазик, ги имаме достапност на сите информации како што ги има било која странска компанија. Прашањето е што ќе правиме со тие информации. И има компании во Македонија кои што и такако прават многу со тие информации, ништо помалку од тоа што прават странските компании. И она што дури е подобро во Македонија, така да ги охрабрувам сите да погледнат на тој начин, затоа што има тука помалку компании што го прават, станува многу полесно. Така да дали држиме чекор, држиме. Ако сакаме да држиме, и ако не сакаме да држиме, може да имаме супер изговори. Сите кои што искочиле од надвор и може направиле искуство надвор, виделе дека не е ништо толку различно. Дури имаше една анегдота да споделам, бив на високо врвно име од не сакам да го именувам, тоа што воопшто не е целта тоа. И сега зборува, и ни вика знаете, и ние знаеме. И он пак зборува, знаете за ова? Да, знаеме. И трет пат прашува, зборува, а при тоа не збори за некои работи кои што вчера се измислени, него зборува за некои работи што се од домакинати. Викам, јас се извинувам, ние важиме како земја од третиот свет во делот на економскиот развој. Значи, не сме неписмени, имаме пристап до интернет, и го знаеме јазикот, и имаме достапност на информации. Така да, делот никогаш знаат и да не потценат под тој сегмент кога доаѓаат странци. Да се изненадат по тоа колку всушност знаеме. Да, ние имаме стварно многу квалитетни луѓе кои што разбираат, луѓе кои што следат, луѓе кои се развиваат, и тоа е нешто што треба да си го негуваме, затоа што тоа е оно што може да не помрдне таму каде што можеме да бидеме. Нашата земја има стварно потенцијал, во кој што јас лично многу верувам. Луѓе ми викаат дека така, многу ми се розови на очарите, веројатно како нашиот сетинг денеска, али јас долго време ми требаше да ги намонтирам и стварно ги гледам работите и потенцијалот што може и сакам да го направам мојот импакт. Така да знаат да ме задеваат и на темата дека што мислиш голема разлика ќе направиш ако шеташ по училиштата и држиш обуки, зашто тие ги правам бесплатно, така да кој е заинтересиран може да ме контактираат од училиштата. Мислиш дека голема разлика ќе направиш? Па викам, и за едно дете во една училница се брои. Секоја чест, навистина. И според разговорот се гледа дека оптимизмот ти е водилка, може така да се каже? Па, си оптимист? Сум оптимист, али ова мислам дека е ентузијазам у прашање, не толку оптимизам, заради тоа што на тема оптимизам мислам дека не сум нездрав оптимист, совршено сум свесна какви се предизвици имаме. Така
така да ентузијастум, така да и на визит картите првата ставка што си ја напишав е ентузијаст. Па, Ана, ти благодарам за овој ентузијастички, инспиративен разговор. Се надам ќе допри до гледачите. Благодарам. Уживањето беше и мое.